9 часот и некоја минута го започнуваме и третиот последен дел од денешното издание на утринската програма. Време е за спорт, продолжуваме со победнички ритм. Македонскиот олимписки спорт има со што да се гордее. Името кое се почесто го слушаме на светските подиуми е Филип Блажевски. Во студиото на Македонија наутро ќе ги пречекаме главните виновници за овие успеси. Со нас се младиот шампион Филип Блажевски, неговиот тренер, човекот кој стои зад секој негов прецизен удар, тренерот на таеквондо клубот Бутел Иван Крстевски. Момци, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Симона ми остави најавата, најверојатно дека е спорт. Така, меѓутоа јас ќе го оставам првото прашање за колешката. Сега го дел од нашиот разговор ќе биде и во тоа како се гради шампион од нула, меѓутоа и вашата релација како тренер и некој кој што го освојува златото и што е она што се случува во животот измеѓу надпреварите, но ајде Филип, прво да ти честитаме за големиот успех и некако првото прашање мора да биде во однос на твоето чувство. Какво е чувството да знаеш дека кога ќе го завршиш последниот меч ќе се пее и ќе се интонира македонската химна токму поради твојот успех? Па чувството е феноменално. Тоа е единствениот збор што можам да го кажам, бидејќи другите зборови можат само да се доживеат. Би кажал дека тоа е некоја посебно чувство на среќа, бидејќи знам дека сум ја завршил работата по која што сум дошол и сум ја направил мојата Македонија горда. Но тука кој е чувството и на тренерот во тој момент? Гордо чувство да го видиш твојот спортист на самиот подиум и да се интонира нашата химна. Посакувам на секој тренер да го доживее тоа. Така, момци, еве, следно прашање нека биде до двајцата, 3 победи против врвни надпреварувачи. Какви емоции превладуваат по секоја победа, знаејќи дека медалот е се поблиску и се поблиску? Едно подпрашање за тренерот, има ли меѓу рундите некоја тактика за мотивација и некоја тајна? Секако, ова прашање до двајцата. Како спортист. Па за време на борбите јас гледам емоциите да ги сведам на минимум. Да се исклучиш скоро. Да, бидејќи тоа ми помага да сум пофокусиран за време на борбите. Но секако после борбите, првите неколку моменти по борбата, уште не сум свесен што се случило, но кога ќе ми легне ситуацијата, нели нормално чувство на среќа и тие. Така. Тренерот? Ги кажам дека емоциите се изгаснани секако. Филип покажа во сите 4 борби покажа многу голема стабилност. И да, помеѓу борбите работиме на поставување на новата тактика према секој противник. Бидејќи се работи специфично за секој противник посебна тактика, така да помеѓу првата и втората борба имаме доста, да речеме, 1 час кај што може да спремиме нова тактика за следниот противник. Во првите 2 меча против представниците или противниците од Молдавија и Украина ги доби со убедливи 2:0. Сега дали беше тоа дел од тактиката со цел да се совладаат брзо, меѓутоа освен тактиката која што сте имале за тие 2 меча, всушност да прокоментираме и самата конкуренција. Меѓутоа Филип, еве ќе ни кажеш за искуството со нив, а потоа и за конкуренцијата. Иван, можеш да ни споделиш ти дали на почеток можеби бевте и исплашени кога дознавте со кого играте, а потоа се свртинели и Филип ги освои. Вака, самото учество на Европското првенство зборува дека идеме таму на самиот крем во Европа, односно на европското теквондо. Чувството да одиш на таков надпревар, како при тоа да го носиш Филип, не е чувство на некој страв, тука е баш наспротив чувство на некоја гордост покрај тебе, имаш моќен противник кај што цели да го освои самото европско првенство. И да, самите надпревари, самите борби, конкуренцијата претпоставувам била секако голема, како што велиш, штом се оди на европско. Да, првиот противник ни беше противникот од Молдавија. Противникот од Молдавија имавме доста, бидејќи за ждрепката добивме самата вечер, имавме поголем период да спремиме нашата тактика и ни беше многу полесно да влеземе веќе во борбата, бидејќи имавме поголем период да спремиме. Тука ќе нагласам дека не само јас, во нашиот
Во нашиот теквондо клуб Бутел работат повеќе тренери, олимпските тренери, тренерот Борчо Костовски, тренерот Дарко Костовски, тренерот Викторија Спасовска и тренерот Стефан Костовски, кај што како група веќе спремивме, подготвивме тактика која што ќе се задржиме на самите борби. Филип ја изработи и во првата и во втората борба одлично нашата веќе поставена тактика, го завзема центарниот дел на самото борилиште и го држеше до самиот крај на неговата борба, затоа резултатот беше 2:0, односно двете рунди ги доби потполно во доминација. Секогаш нели помалите земји во сите спортови некако се потценети, на големите земји повеќе гледаме како веле сили, барем така нели во јавноста тоа се представува. Колку тоа создава дополнителен, да кажеме, притисок и кај еден надпреварувач и кај еден тренер, како тоа се совладува? Мене не ме представува противникот од која држава доаѓа, јас секогаш го гледам како човек и пред се противник за да можам да го победам, тоа ми е мене целта. Не ми е разлика. Кој меч тебе ти беше најпредизвикувачки? Мислам дека во борбата за медал со французинот, бидејќи имаше и 3 рунди, плюс борба за медал, малце поголеми претисокот и се, телото е малце поуморно. Не ги служат командите, нели, како што треба. Тој меч би го издвоил така. Како изгледаше Иван вашето водење на Филип низ овие борби? Како што кажав на самиот почеток, да водиш лик како Филип изгледа моќно и се осеќаш моќно покрај тебе да носиш во самата борба човек што има претенција да стане освојувач на олимписки медал. Чувството беше феноменално. И имавме одлична комуникација во текот на самите борби, а и моментот на опоравување и поставување на нова тактика помеѓу заследниот противник. Од страна на Филип беше прифатена одлично, мотивацијата беше висока. Да го прокоментираме малку и односот тренер-спортист. Колку е предизвик меѓу останатата да бидете и строг и авторитетен, а воедно и најголемата поддршка без разлика на резултатот. Така што каков е вашиот однос и кои се, сигурно имате и несогласувања, пак ако може да ни откриете и кои. Вака, Филип има 18 години, јас имам 26, така да сме на некој блиско ниво. Сепак имаме поставено самиот спорт надвага некоја дисциплина и авторитет, но имаме доста пријателски однос, кај што доста лесно се разбираме. Несогласувања има? Спортски несогласувања, така да ја одговориме на Симона. Тоа е нормално така да има некогаш. Момци, ако ве вратиме двајцата на почетоците, кога се случи и кај двајцата првата средба со овој спорт? Имате ли некоја фамилиарна историја, малска историја можеби? Јас се запознав со теквондо спортот, еден мој другар ме запознал во училиште, он освои трето место на Балканско првенство, ако не се лажам, во теквондо, до тогаш не ми беше познат тој спорт. И одлучив да пробам и во салата во Бутел, во основното училиште Свети Климент Охридски. Отидов, првиот тренинг ми беше таму и до ден денеска си тренираме таму. Имаше така некоја посебна енергија што ме задржа до ден денес да сум во овој спорт. За улогата на клубот Бутел, затоа што клубот Бутел стана вистински расадник за шампиони, Иван, која е вашата тајна формула, можеби, и со што она што најмногу ве мотивира да продолжите со работа? Ќе нагласам, работата е тајната формула, работата, посветеноста на тренерот да Борчо Костовски, Дарко Костовски е тоа што ние сме денеска тука и Филип има шанса да представува Македонија со таков потенцијал. Теквондо клуб Бутел е со склоп на искуство и младост, да речеме, кој што носи вистински резултат, односно создаваме работата што ја вршиме со воведување на искуството на тренерот Борче,
доведува до овој резултат. Филип, сигурно 18 години имаш, меѓутоа, иако си млад, овие успеси бараат можеби и некои посебни активности во текот на денот, бараат подобра организираност, бараат најверојатно и некои други навики. Како изгледа еден типичен ден за тебе? Матуранци годинава, така? Да. Како изгледа еден типичен ден за тебе во споредба со тоа што го прават твоите врсници? Бидејќи не е само тренингот, така, за успех клучен. Јас имам по 2 тренинга секој ден. Сабајлето имаме теловежби, дали се за рамен појас, стомачно јадро или за ноза. Потоа одам на училиште, кога можам стигам, кога не имаат разбирање поради тоа што носим успеси нели во. После тоа имам одмор малце кратко. Пробам да се задржам на исхраната што ме направи мојот тренер Иван. Да внесувам доволно протеини и аглихидрати. И вечерта имаме таквондо тренинг, каде што поголемиот дел работиме тактика и спаринг по потреба. Вечерта сакам понекогаш да искочам со другарите, но треба да му се најавиш на тренерот за тоа. Па не. Ако имате тренинг следниот ден. Да, доволно сум свесен кога можам да искочам. Или заедно излегувате. Добро. И за крај, колку сме близко до остварување на олимпискиот сон во 2028? Ќе кажам дека сме многу близко, но многу далеко. Пред нас предстојуваат уште 2 години работа. Самата Теквондо федерација, сакам да запознам македонската јавност дека македонската Теквондо федерација нема да го понуди само Филип како освојувач на олимписката норма, најтешкиот дел на учеството на Олимписките игри, да обезбедиш олимписка норма, туку македонската Теквондо федерација има и останати, односно идеме со цел да обезбедиме норма со повеќе надпреварувачи. Тука ќе го спомнам Дејан Георгиевски, вице шампионот од Олимписките игри во Токио. Така да македонската Теквондо федерација работи на тоа, работиме како целина и се надеваме на успех. Ви честитаме пред се и секако посекуваме огромни успеси, ќе ја следиме вашата работа и ве очекуваме повторно во студиото за да споделиме нов успех. Благодариме уште еднаш.